Центарот за интеркултурен диалог во Куманово успешно функционира 15 години. Преку голем број активности, а согласно потребите на младите од реоните каде што живеат, ците посветен на градење на системи за поддршка на младите, подобрувањето на односите во заедницата со граѓаните, подобрување на комуникацијата меѓу младите, развој на волонтеризмот и размена на студенти. Ците меѓу првите организации во градот кои се раководени од млади луѓе, освен со Мултикулти во Куманово, ЦИТ раководи и со младинската организација која веќе 2 години обстојува во општина Липково. Како ЦИТ работиме многу, а нешто интересно што оваа година ќе го правиме за прв пат, мислам, за Ден на Европа, за 9 мај, односно на 10 мај, познатата трка Born to Run, што ние секогаш го организираме за денот на општината Куманово, оваа година правиме малце поразлично и ќе го организираме за 9 мај. Односно на 10 мај ќе биде трката организирано, каде што тоа заедно пак ќе биде со страна на општина, со поддршка од општината и со СВР Куманово и со различни донатори и наши партнери. Тука не треба да се заборави мисијата на ОПСЕ во Скопје, со која секоја година сме организирали заедно и оваа година ќе имаме нивна поддршка за организирање. А за активности настани како организација имаме многу, но треба малци да сме среќни, не само среќни, туку треба да видиме моментот што гледаме што се случува не само со невладен сектор во нашата држава, туку и ширум светот со сите моментални случувања со USAID и со тие работи. За наша среќа или не знам што, ние немавме ниту еден грант од нив и функционираме, стабилни сме и не зависиме реално од тие средства. Дефинитивно е нешто што е многу интересно кога гледаме, кога зборуваме за младите, е што секоја средина, дали е тоа урбана или рурална средина, има различни потреби. Интересниот факт е таму што кога работиш со младите, ќе видиш дека може ти се спремал нешто друго за активности, но потребите на тие млади што се од таму се малце поразлични. Липково, кога го отворивме пред 2 години, сите сметавме дека ќе биде малце потешко, веќе се пак зборуваме за 22 села што се во општина Липково, а имаме само еден младински центар што е во општина село Матејче, што реално е некако средина на сите села, но сепак е поразлично и потешко, особено зборувајќи за општина што нема регулиран транспорт. Нема урбан транспорт, така да е многу потешко. Но зачудувачки е што младите се многу заинтересирани и што младите сакаат да присуствуваат на активности. Само пред некоја недела имавме 2 активности во текот на една недела, што сметаме дека тоа е супер нешто, што гледам дека не само една активност неделно да правиш, туку и секој ден да се правиш во таа општина е потребно. Особено знаејќи дека таму со младите реално освен што одат во училишта, немат друго место каде што може да се искочи. А особено да имаш нешто плюс знаење, а за тоа да не се наплатат. Поразлично таму секогаш е Куманово, веќе сепак тука веќе сме од 2010 Мултикулти како такво постои и тука е моментот што има поддршка од двете општини, и од Куманово и од Липково, веќе сепак се општински младински центри, центри што се поддржат финансиски или со in-kind contribution од страна на општините, но сепак се центри што функционираат, центри што ние ги менаџираме. Во Мултикулти, во споредба со тоа Липково, секој ден има активности, секој ден млади може да бидат може да има креативни работилници за нив, не знам, знам дека утре пиде нешто за тоа ќе организираат, организираме настани различни, имаше за 8 март настан, и знам дека има моментално ликовен клуб отворија за поезија, за проза, нешто. Така да секојаш е поразлично, секојаш е интересно што сепак се наоѓаме моменти како може да работиме со тие млади. Сега моментот е што младите не дека не се заинтересирани, туку повеќе можеби не се толку информирани, е тоа факт, но сметаме дека доколку работиме малце повеќе, доколку не работиме само во младински центар, туку одиме во училиште да правиме активности, тогаш уште многу поинтересно за нив, да ги викаме тие млади за да можеме заедно да работиме. 4 пожари на територијата на општина Куманово и 2 на подрачјето на општина Старо Нагоричане биле евидентирани во текот на вчерашниот ден, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Сува трева вчера горела во населбата Перо Чичо кај местноста Пармакови ниви и кај Стари Лозја. Пожарникарите гаселе сува трева и во реонот над воените магацини во селото Проевце. И во општина Старо Нагоричане била запалена сува трева во атарот на селото Облавце и во селото Стрновац.
65% се реализирани тековно оперативните буџетски приходи во однос на планираното, а 74% во однос на планот е реализацијата на капиталните приходи. Ова меѓу останатото беше посочено на седницата на Советот, на која што беше усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за четвртиот квартал од 2024 година. Конкретно овој квартален извештај се однесува за извештаен период од 1.1.2024 до 31.12.2024 година. Во рамки на буџетот имаме консолидиран буџет, односно во составот на буџетската сметка влегуваат сметка за буџет, сметка за наменска дотација, сметка за самофинансирачки активности, сметка на донации. Само кратко ќе направам осврт на реализацијата во однос на она што е планирано на буџетската сметка. И би рекла дека тековно оперативни буџетски приходи се реализирани 65% во однос на план. Наспроти нив капиталните приходи се реализирани 74% во однос на план, а севкупните тековни капитални приходи во буџетот, зборувам за консолидиран буџет, се 82% во однос на план. Наспроти приходите имаме и реализација на трошоци, каде што тековно оперативни буџетски трошоци се 83% во однос на план реализирани, додека пак капитални расходи, односно трошоци се 44%, реализација на капиталните трошоци е 44% во однос на план, што се однесува до буџетските расходи, а севкупно реализација на тековни капитални буџетски расходи во консолидираниот буџет е 82% во однос на план. Секторот за инспекцијски надзор, инспекторат при општина Куманово во соработка со јавното предпријатие Водовод од 7 март годинава започна работна активност за отстранување на нелегално поставени блокатори на јавно-прометните површини во градов. Акцијата започна на булеварот Трета Македонска, а ќе продолжи и во наредните денови. Општина Куманово упатува апел до граѓаните кои што нелегално поставиле блокатори сами да ги отстранат истите. Доколку не се случи тоа, во спротивно ќе бидат изречени казни. Оваа активност се спроведува со цел овозможување на непречено движење за пешаците. Се гради уште едно детско катче во Куманово. Тоа се наоѓа на градскиот кеј на булеварот Октомвриска револуција. Овој простор е дел од повеќе проекти за подобрување на јавните простори, обезбедување безбедни и забавни места за децата и разубавување на урбаната средина, информираше градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Шеснаесетгодишниот Данило Методиевски од кикбокс клубот Предаторот Куманово освои второ место на светскиот куп што се одржа во Лидо ди Есоло, Италија, а неговата врсничка Андреја Георгиевска се врати со бронзен медал од надпреварувањето. Данило и Андреја заедно со уште тројца кикбоксери од Македонија учествуваа на светскиот куп со над 2500 надпреварувачи од целиот свет. Годинава ги очекуваат уште многу купови и првенства за докажување и освојување на медали, вели тренерот Јован Крстевски. Ние како клуб, како тренери, сме многу задоволни од резултатот на нашите борци. Секогаш може подобро, али овој пат до тука ни беше среќата. Данило стигна до финале, изгуби од многу искусен борец од Црна Гора, а Андреја изгуби од надпреварувачка од Хрватска, исто така поискусно од неа, стигна до полуфинале и Андреја се закити со бронзен медал на светски куп, а Данило со сребрен медал. Светскиот куп во Италија имаше надпреварувачи од целиот свет, од 46 земји имаше околу 2000 надпреварувачи со 3200 влезови. Така да конкуренцијата беше голема, што е овој престижен светски куп и затоа гледаме секоја година да учествуваме. А од Македонија настапува 4 клуба со 5 надпреварувачи, кои двајца се наши, од наши клуб, имаше од Чемпион, од Гладиатор и од Енерджи од Битола. Марија Димовска од Енерджи освои златен медал во категорија со Андреја. Ние сме клуб кој од борбен карактер и немаме надпревар што сме спуштиле до сега, на сите купови присуствуваме, на сите светски купови. Ова ни е трети светски куп во Италија, значи веќе можеме да кажеме дека сме домаќини таму. Прв пат отидовме во 2023-та, јас и Данило само, и тогаш Данило освои исто
сребрен медал, ама тоа се бореше на татами. Од оваа година Данило се бори во ринг и имаме трети настап за Предатор во ринг и добро се покаже, така да имаме во иднина уште 2 европски и 2 светски купа кои планираме да присуствуваме следен во април, од 4 април до 6 април во Сараево. Ќе идеме во поголема бројка, значи нема како сега 2 надпреварувачи, очекуваме 14 надпреварувачи со 2-3 тренери да отидеме во Сараево. Предатор постои од 2012 година, од тогаш почнувам јас да се бавам со кикбокс активно и не прекинат, значи од 2012 до сега. Во 2018 решавам да отворам нова локација, инаку Предатор работи на 2 локации, имаме во центар и во Баново Троло. Тоа е со цел да им овозможиме на сите деца што сакаат да тренираат од Куманово да имат пристап до поблиску локација за клуб. Во центар се тренери Сенсе Оливер Милорадовски и Оливера Свилар. Тие го водат кикбокс клуб Предатор во центар. Јас сум тука сам со асистенти во Баново Троло. Нашиот клуб брои околу 100 членови кикбоксери. Исто така имаме и други клуби кои тренираат и на двете локации, како карате клуб Мусаши тука и карате клуб Ронин во центар. Исто така имаме и бразилска џиу-џица клуб кој моментално не е активен на ова локација, али е активен во центар. И исто имаме во салата е склоп и теретана чилиџим која работи 24/7, која е достапна до сите борци и рекреативци на кикбокс клуб Предатор. Имаше добра конкуренција, се борев против поискусен борец. Исто лани имам учествувано исто на светскиот куп со една победа и пораз во четвртина финале, тоа се освоив 5-то место. А во 2023 година исто така имам бидено на светско, кај што имам освоено 2-то место од 12 надпреварувачи во мојата категорија. Кикбокс тренирам веќе 4 години и исто така имам учествувано 2 пати на државно првенство во Скопје, имам учествувано 2 пати исто така во Грција и сега овој задно учество беше во Италија на светскиот куп, кој што изгубив од поискусна надпреварувачка од мене. И се надевам дека на следното првенство сега што следи ќе земам и злато секаква и ќе се трудам и со голем труд се надам дека ќе постигнам тоа што го сакам. Приведени се повеќе лица од Скопје, Битола, Куманово, Велес, Маврово, кои што се осомничени за злоупотреба на службена положба и перење пари и други приноси од казниво дело, соопшти Министерството за внатрешни работи. МВР основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал поднесе кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело против 13 физички и едно правно лице, соопшти МВР. Во полициска акција на МВР во координација со основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал, при што врз основа на обезбедени наредби од Основен кривичен суд, вчера извршени се претреси на повеќе локации на подрачјето на Скопје, Битола и Кичево, кај правни и физички лица во врска со сторени кривични дела поврзани со сомнителни набавки на деривати. Во рамки на акцијата лишени од слобода се 11 лица. Едно лице е недостапно за органите на прогонот и едно е со мерка притвор. Досега од извршените претреси, пронајдени од земени се документација, 5 мобилни телефонски апарати, околу 1500 парчиња муниција од различен калибар, 2 пиштоли и 3 патнички моторни возила. МВР по насоки на надлежниот јавен обвинител ќе продолжи со преземање на понатамошни полициски активности и действија со цел обезбедување на други докази поврзани со други кривични дела.